под на Искра Димитрова. Александра Бубевска. Иако деновиве во медиумите се најавува дека Македонија ќе учествува на Венециското биенале, нашата држава нема да има свој официјален представник на оваа најзначајна ликовна манифестација во светот која почнува на 9 јуни. Сепак, во Венеција ќе патуваат Искра Димитрова со својот проект Прекрасни суштества и ликовниот критичар Небојша Вилич со книгата насловена како Неколку сладки за Венеција, испечатена во 1000 примероци кои ќе се делат бесплатно на сите заинтересирани во Венеција. Но сето ова надвор од официјалната конкуренција, што значи дека Македонија нема да биде спомната во ниеден од документите на биеналето, а проектот на Димитрова нема да биде застапен во каталогот. Покровител е студиото Адзура, кој изготви и свој филателистички проект, а спонзори се неколку странски фондации. По решението на министерот Димитров, комисиски избраниот проект на скулпторот Петар Хаджибошков да не учествува во официјалната селекција на 48-то Венециско биенале и по демантите на Музеот на современа уметност, чиј што проект не беше прифатен од комисијата при министерството, а во кој беше застапено и делото на Искра Димитрова, дека лобирал кај селекторот на биеналето Земан да го земе предвид нивниот, а не државниот представник, Небојша Вилич истакна дека ова е проект на луѓе, а не на институции и дека годинава Македонија по секоја цена треба да се појави во Венеција. А сега не се важни полемиките околу исправноста на овој потек или околу можните непотизми. Во мој текст напишав дека тешко оному кој што ќе направи било што за Венеција после тоа. Така што за жал тоа почна што пред да отидеме и најверојатно допрва ќе следи, меѓутоа сметам дека тоа веќе не е повеќе битно. Сметам дека тие луѓе се малку, сметам дека тие обиди се однапред осудени на пропаст. На денешната пресконференција новинарите без одговори колку Музеот на современа уметност стои за делото на Димитрова и колку чини овој приватен проект, кој се содржи од пренесување на мртовечки ковчег со гондола на релацијата Џардини-Сан Марко Џардини и перформанс на авторката.